Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Вчера во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи беше извршена канонизација на Лешочкиот игумен и просветител Кирил Пејчиновиќ. Се обновува оштетениот дел на споменикот на револуцијата во Тетово. Вчера во Тетово свечено беа промовирани 3 книги од писателката Силвана Крстовска. На света божествена литургија во Тетовскиот соборен храм Свети Кирил и Методи вчера беше извршена канонизација на македонскиот просветител и лешочки игумен Кирил Пејчиновиќ. Лешочкиот игумен и народен просветител Кирил Пејчиновиќ, односно свети преподобен Кирил Лешочки, е новиот македонски светител. Процесот на канонизација на Кирил Пејчиновиќ започна во саботата на 15 октомври со вечерна богослужба во Лешочкиот манастир, а продолжи вчера 16 октомври со свечена богослужба во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, со која чино начелствуваше поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан, во сослужение со архиереите на Светиот архиерејски синод. Архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан, во беседата го истакна значењето на Свети Кирил Лешочки, не само како свештено лице, туку и како просветител и подучувач на народот. Денес објавениот пред полнотата на нашата света црква за свет преподобниот Кирил Пејчиновиќ, игуменот Лешочки, е една од наистакнатите личности на просветителското движење по македонскиот простор во првата половина на 19. век. Како неуморен служител на нивата Господова, тој со своите проповеди и со своите писанија, па и со својата севкупна дејност се истакнал во преродбенскиот период, во времето кога на нашиот народ му требало полка и како да го љуби Бога, и како да ги сака луѓето, и зошто треба да ги чува своето писмо и својот јазик, следејќи го примерот на светите браќа Кирил и Методи и на светиот Климент Охридски. Муштите на Свети Кирил Лешочки беа изложени во храмот каде што верниците се поклонуваа додека траеше литургијата. Во храмот беше поставена и иконата со ликот на Кирил Лешочки, изработена од зографот Кирил Златанов. Празникот пак посветен на новиот светител Кирил Лешочки ќе се празнува на 25 март. Започнаа работните активности за санирање на оштетениот дел од споменикот на револуцијата во Тетово. Обновата ја реализира Националната установа Музеј на Тетовски крај во соработка со општинската организација Сојуз на борци од Тетово. И ова се случи да во соработка со Музејот на Тетовскиот крај, а се разбира по нивна иницијатива, денеска гледаме дека оштетениот споменик на револуцијата во Тетово веќе се санира. Општинската организација на Сојузот на борци уште еднаш мора да апелира и да напомене дека ваквите споменици од типот на споменикот на револуцијата, кој ни припаѓа на сите нас како граѓани, без разлика на нивната верска и национална припадност, треба да ги чуваме и да ги негуваме, затоа што тоа е обележие на едно бурно минато од Втората светска војна, односно антифашистичка војна во која што учествуваа сите народи и народности на нашата земја. Би сакал и да изразим голема благодарност до граѓаните на општина Тетово, кои самоиницијативно апелираја ова, да речем, ругло од спомени кое беше оштетено да се санира. Меѓутоа,
Ете, на некој начин, научната установа Музеј на Тетовскиот крај ни напоменаја дека имаат желба и иницијатива споменикот на револуцијата да се санира. Гледаме дека денеска еве тоа веќе се работи и ќе биде среден. Националната установа Музеј на Тетовски крај Тетово веќе по втор пат го санира споменикот на револуцијата и мислам дека и да апелирам до граѓаните на град Тетово да не го сквернават споменикот, да биде одбележје на сите тие херои и борци што допринеле за нашата слобода и за моментално нашиот живот во Тетово и во Македонија. И едноставно еден апел да не се повтори ова што се случува. Ние како Национална установа Музеј на Тетовски крај чувствуваме како должност да се грижиме за спомениците на културата во Тетовскиот регион, па и во Македонија, колку што можеме. И чувствуваме должност овој споменик да биде во право светло како што треба да изгледа. И затоа презедовме ова акција за да го санираме и да се биде споменикот во полн сјај. Се надевам дека нема да се повтори пак ова скврнавење на спомениците. Одамна градот Тетово се менува кон полошо. Има загаден воздух, по секој пообилен дожд се поплавува. Се сечат долгогодишни дрва, а нема нови зелени површини. Последиците најмногу ќе ги чувствуваат идните генерации. Тетово станува претесно, градот се гуши, секоја педа се бетонизира, се сеча долгогодишни дрвја за паркинзи, за згради, а нема нови зелени површини. Тетовчани веќе не го препознаваат својот град. Не може да се диши, премногу е со згради. Премногу е со згради, зеленило нема, воздух нема, воздухов е загаден, не се живи, не се диши. Загадено, зеленилото се уништуе. Како беше порано, ичне е Тетово. Има многу згради, нема, зеленило нема, парк нема у Тетово. Што е зеленило? Ова ли е зеленило? Јас сам бил у Германија, знаеш колку паркови има, колку зеленила има. Сите знаат колку има пространство по други држави. Архитектот Бошко Видоески вели дека на градот му се случува така наречен инвеститорски урбанизам, во кој самите инвеститори кои градат стамбени згради се главни планери на градското ткиво. Од една страна, тие злоупотребуваат законската регулатива, која овозможува промена на било кој урбанистички план со нерационални и нереални барања, а од друга страна, самите жители ги продаваат до тогашните живеалишта. Голем процент од семејствата од посиромашниот слој се доведени во една безизлезна ситуација, да единствен излез за да си ги подобрат сопствените стамбени услови за живење, практично да го дадат станот на инвеститор кој за возврат ќе им даде нов стан. Меѓутоа, инвеститорите секогаш градат 5-6 кратно повеќе станови, со тоа го зголемуваат населението на дадено подрачје, а таквото зголемување носи низа на други негативни реперкусии. Кај нас не само што не се планира според оптимуми, туку не се почитуваат и минимумите, а не можеме да зборуваме за интегритетот на професијата планер, бидејќи во моментот кога инвеститорот отпочнува со иницијатива за измена на ДУП, практично го купува планерот со тоа што нели го ангажира за неговите планерски услуги. Бетонизацијата носи сообраќаен метеж, недостаток на паркинг места, аерозагадување, веќе познати проблеми, но според Видоески не се зборува доволно за порозноста на тлото, која се обезбедува преку тревници, земјени појаси, приватни дворови. Затоа поплавите се почести изминативе години. Голем дел од штетите предизвикани од ваквата бетонизација веќе ги чувствуваме. Најопипливо можеби е сообраќајниот метеж и недостатокот на паркинг места. Меѓутоа, овој е еден од помалите проблеми кои што се носат со лошата урбанизација. Далеку поголем проблем е загадувањето, кое што е причинето од прекинатата аерација помеѓу зградите, поради тоа што тие имаат или преголеми габарити или се лошо поставени, потоа недостатокот на зелени
зони, сечењето на дрвјата, зголеменото ниво на прашина. Имам чувство дека не се зборува доволно за еден друг проблем, а тоа е порозноста на тлото. Кај нас, нели, се поплачува, се бетонира, дали ќе биде тоа за потребите на нова зграда, на нов објект, или ќе биде за потребите на паркинг. Со тоа е намалена порозноста на тлото, а тоа се одразува, нели, при поголемите дождови гледаме се повеќе и повеќе се поплавуваат домовите. Не постои атмосферска канализација во светот која што ќе има капацитет да ги собере сите води од еден град кој што станува непорозен, односно се е поплачено и веќе ги губиме природните површини. Друг проблем секако е сеопштиот квалитет на живот, кој што е намален низ низа на различни аспекти. Тука во прв план би ги споменал недостатокот на слободни места во градинките и немањето на нови градинки, лошата распределеност во основните училишта, потоа намалениот број на културни установи, зоните за рекреација, отсуството на паркови. Друг проблем се секако, нели, помалку светлина во домовите, зголемената бучава во домовите. Би ги споменал уште секако и естетскиот момент, градот ни станува грд. Инаку, Светската здравствена организација препорачува достапност на минимум 9 метри квадратни зелена површина по поединец, со идеална вредност на урбана зелена површина од 50 метри квадратни по глава на жител. Например, Љубљана има дури 542 метри квадратни зелена јавна површина по жител. Председателот на движењето БЕСА Билјалка Сами на пресконференција изјави дека извештајот на Европската комисија за 2022 година зборува за недостигот на капацитетот на владата да ги имплементира препораките на Европската комисија за пристап на земјата кон Европската унија. Како озбилен политички субјект, движењето БЕСА смета дека е неприфатливо владата да се прононцира позитивно околу извештајот за Европската комисија дека земјата направила видлив напредок во сите 6 кластери во фокусот на вреднувањето. Ова заради самиот факт дека јазикот на компетентните од комисијата е крајно класифициран дипломатски јазик, кој како таков соодветно би се интерпретирал читајќи го измеѓу редовите. За движењето БЕСА оценката на владата е крајно неприфатлив дека дадените оценки се задоволителни кога истите се движат помеѓу 0 и 2. Единствениот кластер кој е повисоко рангиран е тој од надворешната политика и безбедност, кој како таков избалансиран со политиките на ЕУ и НАТО, додека сите други кластери тапкат на место. Истите дури резултираат уште послабо од претходниот извештај на комисијата. Потполна стагнација на напредокот во борба против корупцијата, непотизмот, општа неспособност на владата за транспарентно менаџирање со финансиите, како и неспособноста за привлекување на европските фондови и нивно лошо досегашно менаџирање сега и во минатото. Исто така и во областа на владењето на правото и заштита на човековите права, комисијата, иако потенцира дека државата има напредок во овој правец, изразува загриженост во однос на условите и состојбата на затворите, кои ги смета како трагични, како и неспособноста на владата за да изработи стратегија за реформи во медиумите и адаптација на изборниот законник во согласност со меѓународните стандарди и практики. Движењето БЕСА констатира дека станува збор за сериозен извештај кој зборува за недостатокот на капацитетот на владата да ги имплементира препораките на Европската комисија за пристап на земјата кон Европската унија. По повод Интернационалниот ден за искоренување на сиромаштијата, 17 октомври, Македонската платформа против сиромаштија организираше годишна конференција за лица со искуство во сиромаштија. Денешната конференција има наслов "Сиромавиот два пати плаќа", затоа што со сите покачување на цените, со ненавремено обезбедување на финансиски средства, со ненавремено складирање на добра за да се помине зимата, сиромавиот сега плаќа двојно, цените двојно поскапеа, тие кои што не купија дрва на време, сега ги плаќаат двојно,
тие кои што немаат добра изолација во домовите, сега повторно плаќаат дупло повеќе него оние кои што имаат квалитетни домови. Во суштина се плаќаат два пати. Купуваат поевтино, побрзо се крши, купуваат полесно нешто што може да се помине денот, тоа им го оштетува здравјето и во суштина така се одлучивме дека оваа година темата ќе биде сиромавија два пати плаќа, да го потенцираме влијанието на сите кризи кои што го искусуваат граѓаните во изминатиот период. Прво беше ковид кризата, па нели како здравствена криза, па економска криза и сега се соочуваме со енергетска криза. Растот на цените си го направи своето. Со години наназад повторуваме иста работа токму на овој ден. Ден против за искоренување на сиромаштијата, а тоа дека се потребни системски решенија и дека се потребни политики кои што ќе се надополнуваат една наврз друга, за да може да се реши проблемот кој што го предизвикува сиромаштијата, меѓутоа и да се справиме со последиците од неа. Сиромаштијата е мултидимензионална состојба во која што не може само системот за социјална заштита да направи промена, ниту пак само економски мерки да го дадат посакуваното решение. Потребно е да има сет од услуги, финансии и активација на населението за да може да дојдат до едно основно ниво од каде што ќе може понатаму да напредуваат. Вчера во Тетово свечено беа промовирани 3 книги од фолк пеачката и писателка Силвана Крстовска. Писателката Силвана Крстовска вчера во Тетово свечено ги промовираше нејзините 3 книги, кои живее во нашите шуми, ти детенце сега думи, Мириса на детство и Љубов, надеж, вера. 2 од книгите се поезија, а една е напишана во прозен стил. Промотери на книгата беа нејзините колешки по перо, Десанка Николова и Елеонора Николовска, додека пак за музичкиот дел беше задолжен младиот гитарист од Тетово Филип Поткоњак. На моје големо задоволство, денеска сме собрани тука за промоција на моите 3 книги. Се работи за 2 поезија книги и едната прозно дело. Книгите, како што гледате, носат наслов Кој тоа живее во нашите шуми, ти детенце сега думи. Сонетниот венец носи наслов Љубов, надеж и вера. И збирката раскази носи наслов Мириса на детство. Би сакала тука благодарност да упатам за печатењето на мојата прва книга, која истовремено во печат излезе со превод на албански јазик до професорот благодарност Нусрет Сулејмани и секако до Министерството за култура кој го поддржаа самото печатење на оваа книга. Инаку Крстовска на пошироката македонска јавност и стана позната пред околу 15 години, кога се појави на фолк сцената, настапувајќи на повеќе фолк фестивали во Македонија. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 21 часот и 30 минути во парк на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 3 лица од Тетово и 1 лице од Тетовска Мала Речица, во чија непосредна близина им било пронајдено кесе со марихуана. 4 се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени поднесоци. 53 годишник од Гостиварска Долна Бањица вчера во 8 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека ноќта помеѓу 15 и 16 октомври со употреба на сила било влезено во неговата штала во селото и му бил одземен добиток. Извршен е увид и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Ноќеска во 3 часот и 20 минути 38 годишничка од Гостивар во СВР Тетово пријавила дека во угостителски објект на улица Линденска во Гостивар била физички нападната од 39 годишник од Гостивар. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува соодветен поднесок. 39 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека околу 4 часот во неговиот угостителски објект на улица Линденска во Гостивар бил физички нападнат од едно лице. Во нападот, според пријавеното, лицето употребило остар предмет, но не го повредило. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар.
Секторот за внатрешни работи Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, расветли 3 тешки кражби пријавени овој месец, од кои 2 во куќи и 1 на патничко моторно возило во гостиварските села Сенокосе и Горјане. На 14 овој месец лишени од слобода се и изготвени им се соодветни поднесоци на тројца малолетници од Сенокосе на возраст од 14, 15 и 16 години, а поради сомнение за нивна инволвираност во овие кражби. Покрај нив за непосредна инволвираност во кражбите се сомничи уште еден малолетник од истото село на возраст од 17 години. На сите нив од Основниот суд Гостивар определени им се мерки на предпазливост. Спроведена акцијска контрола на моторциклисти во која били откриени и санкционирани 17 прекршоци, информираат од СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 11 до 16 часот спроведоа засилена акцијска контрола на мотоциклисти, во која вкупно се откриени санкционирани 17 прекршоци, 8 во Тетово и 9 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитна кацига. Тројца ги управувале мотоциклите без положен возачки испит и соодветна дозвола, а еден управувал нерегистриран мотоцикл. На сите мотоциклисти прекршители изготвени им се законски предвидени поднесоци, со напомена дека паричната глоба за неносење кацига изнесува 50 евра во динарска противредност. При контролата исто така биле санкционирани и 9 други прекршоци. СВР Тетово со уште еден апел до мотоциклистите да не возат пребрзо и задолжително да ја носат на себе потребната заштитна опрема, а пред се кациги. Покрај ова им се советува да не седнуваат на мотоцикл без соодветна возачка дозвола, но и навреме да ја проверат техничката исправност на мотоциклите и да ги регистрираат. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!